ги следите регионалните вести. Преку Твининг проектот поддржан од Европската Унија, 20 невработени лица од Тетово ќе се обучуваат за потребите на металната индустрија одсек заварувачи. Голем дел од нив по завршувањето на обуката ќе бидат вработени. Твининг проектот се спроведува од Агенцијата за вработување и приватен провајдер. Целта е да се одговори на потребите на пазарот на трудот, каде има недостиг од квалификувани кадри за заварување. Веќе 15 на години дека има недостаток на кадри од областа на машино-браварската струка, поточно заварувачи и разни типови на заварувачи. Тоа значи дека ние веќе подолго време размислувавме во соработка со средностручните училишта да воведеме таква мерка, односно таква струка прво во училиштата, а во меѓувреме бидејќи помина веќе 15 години, а самите работодавачи на пазарот на труд веќе бара, знаете и сами дека во наредниот период активна ќе биде и слободната економска зона каде што веќе ќе се монтираат или инсталираат такви фабрики од таков монтажен тип, така да во моментот, значи со овој проект, со Твининг проектот, располагаме со една бројка која што ќе обучуваме некаде околу 20 и над 20 лица, кои што ќе го најдат своето место на пазар на труд кај соодветни работодавачи. Самиот тек на мерката, значи во првиот дел ќе трае еден месец, каде што ќе се да кажам фокусираме на тој теоретски дел, а 3 месеци ќе биде на теоретски, практичен и практичен дел, каде што ќе остваруваме, да кажам, стручно знаење и оспособување на тие кадри од такви вештини, значи типови на заварувачи, точкести заварувачи, аргон заварувачи, кај соодветен провајдер од нашата општина. Твининг проектот е продолжение на мерките кои Агенцијата за вработување ги спроведува од 2013 година со цел намалување на невработеноста. Во минатите години имавме две такви линии, односно две такви провајдерства од тој тип, така да во 2013 година го имавме кулинари гастрономи како занимање, каде што обучивме над 12 лица, додека заедно, значи со средностручното училиште Моша Пијане, а минатата година имавме за гипс монтери на сувомонтажни елементи, односно тие се гипс монтери кои што наоѓаат примена при нискоградба, така да и тука имавме над 10 лица кои што ја завршија обуката и најдоа соодветно место на пазарот. Мораме да кажеме дека мерката беше успешна, а за успешноста можеме да кажеме дека некаде околу од 25 до 30% лицата кои што ја завршија обуката директно најдоа запослување, односно се вработија, или можеме да кажеме остатокот им беа понудени од активните мерки и програми од Агенцијата за вработување, активната мерка самовработување, па некои од нив отворија фирми и веќе сами си придонесуваат, значи преку своји фирми за своите фамилии, значи си најдоа свое вработување, па кај некои од нив имаме и второ вработување. Квалификуваната работна сила е дел од предусловите за влез на Македонија во Европската Унија, вели Аксел Биргер, советник на Твининг проектот. Значи во рамки на финансиран проект од Европската Унија, Твининг проект, денеска сме во Тетово со цел за имплементација на активни мерки за вработување во овој регион со цел за намалување на невработеноста. Овој проект е финансиран од страна на Европската Унија со цел за подобрување, за олеснување на влезот на Македонија во ЕУ. Во избраните региони нашиот проект е финансиран со 1,2 милиони евра. Твининг проектот за обука за квалификувана работна сила, освен во Тетово, ќе се имплементира во Скопје, Битола и во Куманово. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и за готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Два инциденти во кои било користено и огнено оружје бележи билтенот на СВР Тетово. Од тетовската полиција со апел до сите кои неодговорно се однесуваат кон и со оружјето.
23-годишник од Скопско вчера попладне пријавил дека дента околу 14 часот додека се движел по улица во непосредна близина на Зелениот пазар, од позади му се доближило лице од Тетовско Ново село, инаку роднина на неговата тетка со кого имале нарушени односи. Набрзо, според кажувањето на пријавителот, лицето извадило огнено оружје пиштол, го вперило и почнало да трча по него. Исплашен за својот живот, момчето почнало да бега и успеало да му избега, пошто го пријавило случајот. Се преземаат активности за расчистување на сите поединости поврзани со пријавеното, информираат од ЦВР Тетово. Според тетовската полиција, вчера околу 14 часот на улицата Мајор Чеде Филиповски во Гостивар бил нарушен јавниот ред и мир со пукање од гасен пиштол. Го нарушил 30-годишникот Чегране. Откако со возило пристигнал на тоа место, започнал вербална расправија со непознато лице кое претходно телефонски повеќе пати ја вознемирувало неговата сопруга. Непознатиот се обидел физички да го нападне, а тогаш мажот испукал еден куршум во воздух, пошто непознатиот избегал. Извршен е увид, изготвени се поднесоци и случајот се расчистува. Од ЦВР Тетово информираат дека поединци во Полошкиот регион и натаму неодговорно се однесуваат кони со оружјето, што легално го поседуваат со соодветни дозволи, особено на семејни свечености, но и во други прилики и на други места. Тие неовластено пукаат со оружјето, најчесто со пиштоли и гасни пиштоли. И на тој начин не само што најнепосредно го нарушуваат јавниот ред и мир, туку и најдиректно ја загрозуваат сигурноста на другите граѓани, а неретко знаат да предизвикаат и општа опасност. Ова посебно се случува во летната свадбена сезона, но и во различно време и места. Во рамките на планираните активности на секторот за внатрешни работи Тетово за превенирање на ваквите самоволие и незаконски појави, се апелира до граѓаните да се воздржат од користење на оружјето со кое легално располагаат на семејни свечености, за закани или во други кривично правни настани, семено насилство, уцени, изнуди и слично, зашто ќе следува одземање на оружјето без разлика дали имаат дозволи за истото. Покрај тоа, собствениците на оружјето ќе се соочат и со поднесоци, како и оние кои не го чуваат на законски предвидениот начин, со што оставаат можност оружјето да се најде во рацете на нивните деца или други лица. Секторот за внатрешни работи Тетово во предстојниот период планира средби со собствениците на угостителски објекти во кои се организираат семејни свечености, на кои ќе ги запознае со законските импликации за пукање со оружје, а за тоа ќе стане збори на веќе закажаните состаноци на граѓанските советодавни групи. Кражба во стан, како и пронајдена експлозивна направа при вршење градежни активности, евидентира тетовската полиција. Вчера во периодот од 8 до 12 часот и 20 минути непознати сторители извршиле кражба во стан на улица 180 во Тетово, собственост на 51 годишен тетовец. Тие го искористиле отсуството на домашните и најверојатно се оклучили на друг начин и отвориле влезната врата. Силосно ги пребарале сите простори и одзеле повеќе парчиња разновиден златен и друг накит, мобилен телефон и клуч за патничко возило, пошто незабележани од никого го напуштиле станот. Вкупната материјална штета според собственикот се проценува на 120.000 денари. По извршениот увид се работи на откривање на сторителите, соопштуваат од ЦВР Тетово. Од тетовската полиција и уште една информација. Имено 41 годишник од тетовската населба Дреновец вчера пријавил дека ископувајќи со багер темели за нов објект во местноста Циглана, пронашол експлозивна направа граната калибар 100 мм. Гранатата била постара и видливо корозирана, односно нефункционална. По извршениот увид гранатата е фотодокументирана, подигната и транспортирана од представници на Дирекцијата за заштита и спасување. Православните христијани неделава прославуваат неколку големи празници. Чествувањата започнуваат со одбележувањето на Вознесението Христово Спасовден и Светиот апостол и евангелист Јован, а продолжуваат со прославување на Свети Никола Летен и одбележување на патрониот празник посветен на сесловенските просветители браќата Кирил и Методи. Празникот на Христовото Вознесение Спасовден спаѓа во големите христијански празници. Се празнува 40 дена по Великден и секогаш е во четврток. 40 дена по воскреснувањето Исус им се јавува на своите ученици и ги подготвувал за нивната идна активност. Во овој период луѓето се уште се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос воскресна и си отпоздравуваат на вистина воскресна.
По повод овој празник чествување ќе има во населеното место Рогачево, каде истиот се празнува како селска слава. Одбележувањето ќе започне во 7 часот со свечена празнична литургија и режење на славските колачи во селската црква Свети Спас. Истиот ден на 21 мај четврток ќе се отслужи црковно-народен собир во црквата Свети Јован во село Тушиште, на местото викано црквиште на падините на Шар планина. Празнувањето започнува во 12 часот со мал водосвет, а продолжува со режење на кумските колачи и завршува со братско-сестринска трпеза на љубовта и веселба се до вечерните часови во дворот на црквата Свети Николај во село Тушиште. Од црковниот одбор ги повикуваат сите православни христијани за што помасовно присуство. Од тука празнувањето во чест на светиот апостол и евангелист Јован продолжува во населеното место Слатино со почеток во 15 часот. Таму свештениците Перица Бојковски и Мирко Станковски ќе извршат кршење на колачите, а потоа и ќе ја благословат братско-сестринската трпеза на љубовта. Веќе наредниот ден на 22 мај традиционално по повод празникот Свети Никола Летен во петок во тетовското село Жилче ќе организира голем црковно-народен собир. Во патроната црква Свети Никола во 7 часот ќе биде одржана служба, а во 8:30 литургија. По литургијата ќе биде прережан и колачот, а ќе бидат одредени и кумовите за прославата на празникот за следната година, ќе биде извршен и мал водосвет. По ова ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Црковниот одбор при црквата Свети Никола во село Жилче ги повикува верниците за што помасовно присуство. Со свечена празнична литургија пак со почеток во 10:30 часот во малата црква Свети Никола, сместена во планинскиот предел на Доброште, одслужена од парохискиот свештеник Перица Бојковски, започнува и прославувањето на Свети Никола Летен во ова населено место. Според традицијата, мажите утрото одат во малата црква и ги принесуваат славските колачи, а прославата на празникот продолжува по домовите каде Свети Никола Летен се чествува како селска слава. По повод патрониот празник на соборниот митрополитски храм Свети Кирил и Методи во Тетово, на 24 мај ќе има едно црквие за градските цркви, односно ќе се богослужби само во соборниот храм, соопштуваат од црковното настојателство при соборниот храм. Оттаму го повикуваат верниот народ да земе масовно учество во славењето на патрониот празник на храмот, кој ќе се одвива последниот редослед. На 23 мај во сабота во 16 часот ќе се богослужи вечерна богослужба, додека на 24 мај во недела во 8 часот ќе се богослужи света архиерејска литургија на Свети Јован Златоуст. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Ѓиновски од Гостивар прославува 65 годишен јубилеј. Планирани се 2 големи концерти со гости од Скопје и Тетово, како и свечена седница. Со 2 големи концерти и свечена седница, Гостиварското културно-уметничко друштво Браќа Ѓиновски ќе го прослави јубилејот 65 години постоење. Одбележувањето започнува на 21 во четврток со концерт на народни песни и ора, што друштвото ќе го одржи заедно со националниот ансамбл Танец. Продолжува во петок, кога Браќа Ѓиновски за гости го имаат фолклорниот ансамбл Илјо Антески Смок од Тетово. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Ѓиновски во чест на големиот јубилеј 65 години од формирањето и постојањето на друштвото организира дводневна културно-уметничка манифестација, каде што се обидеме да направиме на добра прослава. Со ова сметаме дека ќе допринесеме за успешно и подобро културно живење во Гостивар. Гостиварските играорци изминатиот период го посветија на подготовки на повеќе кореографии за престојните настапи. Програмата ќе биде богата и публиката ќе ужива, велат членовите на друштвото, со покана до сите гостиварци да бидат дел од прославата на јубилеот. Голема благодарност до Министерството за култура, кој е еден од помагателите на овој проект, и Собранието на општина Гостивар, односно градоначалникот, кој исто така го ја помага тоа прослава. И повикувам сите донатори, сите поранешни членови на Градското културно-уметничко друштво да видат присутни на овој концерт. Сите граѓани на општина Гостивар исто така да допринесат со своето присуство
Во рамки на одбележувањето 65 години постоење ќе се одржи и свечена седница на која ќе се доделат благодарници на донатори, поддржувачи и соработници на друштвото. Откажаниот свечен годишен концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово ќе се одржи на 26 мај. Сите граѓани кои купиле билети за 17 мај со истите ќе можат да присуствуваат и на концертот во вторник. За на 26 мај е презакажан свечениот годишен концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово, кој првично требаше да се одржи на 17 мај. Наредниот вторник, љубителите на фолклорната и музичката уметност ќе имаат можност да уживаат во програмата која ќе биде изведена на сцената на Центарот за култура во Тетово со почеток во 19 часот. Како председател на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок, сакам многу да се извинам на сите оние кои што ги набавија билетите за свечениот концерт на 17.5.2015 година, поради оправдани причини кои што и самите вие ги знаете. Еве решивме да место на 17 го одржиме на 26 мај во 19 часот во Центарот за култура Илјантевски смок Тетово, и на еден начин да го насочиме одбележувањето на 93 години постоење на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок Тетово. Во вечерната програма ќе настапат членовите на хорската, пејачката и фолклорната група, каде што со своји точки ќе дадат голем принос во одбележувањето на патронатот и годишнината. Сите граѓани кои купиле билети за 17 мај со истите ќе можат да присуствуваат и на концертот во вторник. Со истите билети може да дојдат пред Центарот за култура и на тие седиште каде што им се картите, на тие седишта може да си седнат. Медиумски покровители на свечениот годишен концерт по повод 93 години постоење на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово се радио и телевизија КИС. Пред тетовската публика на 6 јуни во Центарот за култура во Тетово ќе биде прикажана представата Театарски џумбус, која ја подготвува група млади ентузијасти. Група тетовски ентузијасти подготвуваат театарско шоу. Веќе 3 месеца 40 на млади таленти, средношколци и студенти вредно работат на представата Театарски џумбус. Тетовската публика ќе може да ужива во спој на неколку едночинки, исполнети со хумор и сериозни моменти, вели авторот и режисер на представата Игор Томески. Можеме да најавиме дека шоуто ќе биде нешто несекојдневно, значи ќе понудиме нешто ново, нешто свежо, нешто експериментално, кое што дефинитивно ќе ја задоволи тетовската публика и сите ќе излезат задоволни од Центарот за култура. Театарски џумбус е еден експериментален концепт, спој на неколку едночинки. Имаме разни комедии, имаме сериозни моменти, моменти кои што ќе ве замислат, моменти кои што ќе ве натажат. Значи спој на доста хумор, доста забава на едно место. Со оваа представа актерите сакаат да испратат порака, повеќе да се ценат младите во земјава и да им се даде можност да го покажат својот талент во театарот. Па и самата тематика на Театарски џумбус е немањето простор и услови за младите тетовски таленти да се развиваат. Токму тоа е и пораката на Театарски џумбус и затоа сме само млади, значи не сме член на некое студио, немаме некаква поддршка од некое здружение. Сакаме да ја отсликаме реалната ситуација во нашата држава, кога станува збор за младите таленти и да го дигнеме, да дигнеме свеста кај граѓаните дека нешто треба да се промени за да културното ниво на Тетово како град и на Македонија да оди и да се развива на повисоко ниво. Актерите аматери во оваа представа се млади личности, од кои дел веќе стапнале на театарските штици, но некои од нив за прв пат ќе го доживеат тоа искуство. Мојата улога во овој Театарски џумбус е споредна улога. Имам искуство од една представа во Пишани претходно, сега сум втор пат во театар. Во оваа представа сакаме да
изјавиме за многу млади членови од Тетово и околината да може слободно и они да дојдат во театар и они да бидат глумци. Не само да си имаат на памет дека сакаат да бидат, а не. Значи, даваме еден пример на младите да имаат поголема желба и да ја изразат, да можат да дојдат на сцена и да пробаат. Ова е моје прво искуство во драмскиот театар. Е еден голем предизвик за мене, затоа што сепак прв пат. Јас имам глумено и во филм, но сепак ова е нешто ново, друг предизвик и се надевам дека ќе биде во најдобар ред. Режисерот навистина се залага за да се представиме во најдобро светло и ова сметам дека на еден начин и поддршка од моја страна за сите млади талентирани актери кои што се на некој начин потиснати од останатите, не можат да си го покажат талентот онака како што треба. Јас сум на сцена од 2006 година, тогаш почнав прв пат со представите и сега повторно се вратив на сцена. Игор ме покани како режисер. Ја носам главна улога, една од носечките улоги, ја играм Наталија Степановна, Русија во 18 век. Па сакаме да кажеме дека младите таленти се тука во сенка и повторно за да излезат не треба да бидат дел од некое драмско студио за да го покажат својот талент и знаење. Представата Театарски џумбус премиерно ќе биде прикажана пред тетовската публика на 6 јуни во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово со почеток во 19 часот. Апел за помош до сите хумани граѓани. На 4-годишниот Михаел Јолески од Кичевојтно му е потребна хирушка интервенција која треба да се изврши во Србија на 5 јуни. На Михаел му е диагностицирана вродена аномалија на уринарниот тракт, поради што бубрезите почнуваат да му откажуваат. До сега има поминато низ 5 хирушки интервенции, но за новата операција која чини 10.000 евра, семејството не е веќе во можност да ги обезбеди средствата. Се молат сите хумани граѓани да помогнат со донирање на символични 100 денари со вртење на телефонскиот број 070 143 117 за сите T-Mobile корисници. Парични средства можат да се донираат и со уплата на жиро сметка 210-501 688 333 8.40 во НЛБ Тутунска банка. Да му помогнеме на семејството Јолески да ги обезбеди што поскоро парите за операцијата која итна и веќе е закажана за 5 јуни, а на малиот Михаел да му помогнеме да го живее детството еднакво среќно и безгрижно како и неговите врсници. Фудбалскиот клуб Тетекс утре ќе се сретне со екипата на Работнички во финалето на купот. Надпреварот ќе се игра во Националната арена Филип II во Скопје со почеток во 20 часот. Фудбалерите на Тетекс утре ќе го играат финалниот надпревар од купот со екипата на Работнички од Скопје. Надпреварот ќе се игра на Националната арена Филип II во Скопје со почеток во 20 часот. Работнички е актуелен бранител на трофејот со оглед дека лани беше победник во купот. За ФК Тетекс ова е четврто финале во последните 6 години, а на 2 пати го освојуваше трофејот. Првиот во 2010 кога беше совладан Работнички со 3-2, а вториот во 2013 кога беше совладана Шкендија по нерешен резултат и изведување пенали. До годинешното финале Тетекс стигна откако во полуфиналето го елиминираше Хоризонт Турново по подобро изведување на пенали со 4-2, откако двата надпревари завршија со идентичен резултат од 2-1. Работнички во полуфиналето ја совлада Ренова. Судијата Дејан Јакимовски ќе биде главниот судија на финалето во Купот на Македонија. Ќе му помагаат Гоце Петрески и Маријан Стојанчевски, додека дополнителни суди зад головите ќе бидат Стевче Шулевски и Константин Влахов. Четврти судија Игор Ширилов, додека делегат е Добре Иванов. За овој дуел Фудбалската федерација веќе објави дека билетите за мечот ќе чинат 100 денари и дека може да се купат преку официјалниот дистрибутер МК Тикетс. За финалниот надпревар од купот ќе бидат отворени само 2 трибини на Филип II, и тоа централните, северната и јужната. По финалниот дуел во купот ќе биде познато кој ќе биде представник од Македонија во европските купови. Вардар, Работнички и Шкендија имаат место во Европа, од финалето зависи дали Тетекс ако победи или Ренова во случај на триумф на бранителот на трофеот Работнички ќе одат во квалификациите за Лига Европа.
Со топови да се пука врз криумчарските бродови нема голема смисла. Европската унија бара решение за проблемот со огромниот број бегалци од Северна Африка на погрешен начин. Со официјалната одлука за операција против криумчарските банди во Либија, Европската унија стапна на нов терен. Никогаш досега европејците се немаат впуштено во толку опасна војна авантура против никој кој е толку тешко да се согледа. Противникот не е регуларна завојувана страна или армија, туку тоа се банди кои веројатно одржуваат блиски контакти со тешко вооружените паравоени формации во Либија, ама и со мафијата во Европа. Илјадници припадници на шиитската милиција се собраа во источниот град Рамади на подготовка за контраофанзива за преземање на контролата врз ирачкиот град од милитантите на Исламската држава. Локалните власти соопштија дека голем број на војници биле позиционирани на неколку километри од Рамади, откаде ќе биде нивната појдовна точка за спроведување на операцијата. Афганистанскиот суд осуди 11 полицајци на 1 година затвор затоа што не успеале да го спречат убиството на една жена во Кабул. Други 8 полицајци беа пуштени на слобода поради недостиг на докази. Осудените полицајци беа меѓу 49 лица обвинети за нападот врз 27 годишната девојка Фарахунда. Толпата ја претепа девојката до смрт поради тоа што таа наводно го запалила Куранот. Незиното убиство предизвика протести низ земјата и привлече меѓународно внимание за третманот на жената во Афганистан. Во Врховниот суд за криминал во Банкок денеска започна судењето на поранешната премиерка Йинглук Шинаватра, обвинета дека не ги спречила коруптивните скандали во државната шема за субвенции на производителите и трговците со ориз. Според обвинението, Шинаватра како премиер требало, а не спречила штета на државниот буџет од над 20 милиарди долари. Ако биде прогласена за виновна, таа може да биде осудена на казна затвор до 10 години. Поради истото обвинение, Йинглук Шинаватра претходно во процес на импичмент беше прогласена за виновна и беше одредена 5-годишна забрана за активно учество во политиката. Судиите денеска дозволија Шинаватра да се брани од слобода, но таа не смее да ја напушти државата до 21 јули, кога треба да започне процесот во кој обвинителството и нејзините адвокати, како што најавија, ќе ја бараат правдата. Најмалку 52 лица загинаа, а 27 се повредени во слечиште предизвикано од обилни врнежи на северозападот на Колумбија. Се стравува дека бројот на жртвите ќе се зголеми со оглед дека цели семејства се водат за исчезнати. Спасувачките екипи тешко допираат до загрозените области, каде се упатени дополнителни тимови за вонредни ситуации и медицински работници. Времето денес беше сончево со умерена облачност. Попладне се услови за локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 6 до 12, а дневната од 17 до 25 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 6 до 10, а дневната од 18 до 26 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.